Употребата на илегални дигитални алатки за постигнување политички цели треба да се декриминализира. Оваа теза ја дебатираа средношколци, членови на дебатните клубови на Младинскиот образовен форум од Тетово, Куманово, Дебар и Струга во Средното текстилно училиште Ѓоце Стојчевски. Дебатата е многу важна комуникацијска алатка која ми е потребна на луѓето, особено во денешницата, затоа што таа бидејќи ни помага да дознаеме многу нови работи. Например, кога станува збор за оваа теза, јас не сум сретнала порано ни со поима дигитални алатки, ни со политиката нешто што е поврзано, но тоа ме натера да сакам да истражам и да дознам дека всушност секој човек има право да го изразува своето мислење и своето мислење без разлика на на владата или пак властите, дека сепак живееме во демократија и дека им препорачам на луѓето на секаде кога ќе имаат некој проблем да не го кријат, туку треба да го истакнат и да кажат, бидејќи само така може да се добие подобро општество и така луѓето да бидат вклучени во државата и во незините одлуки. И мојот став на темата е дека од една страна значи нелегалните дигитални алатки значи може да се употребат во политички цели, но сепак нивната употреба треба да биде ограничена бидејќи може да се случат многу незгодни ситуации од тоа. Може да се дознаат информациите од страна на други држави, од страна на терористи кои што може да извршат напад. Тоа сепак се работи за информации од безбедност, значи од безбедносен тип и се многу осетлива, значи имаат осетлива природа. Ставот на Младинскиот образовен форум е дека едуцирана и интегрирана младина ќе ги надвладее поделбите и сегрегацијата во општеството. Во училиштето ќе се одржува дебатен турнир, всушност, не само една дебата, 10 тимови од 4 града од државата дебатираат на квалификацијски турнир, еден од 4 квалификацијски турнири за националното дебатно првенство. И тезата на која што дебатираат средношколците од цела Македонија е употребата на илегални дигитални алатки треба да се декриминализира. Темата има дадена еден месец пред почетокот на турнирите и средношколците се припремаат на тезата, читаат она што користат како ресурс, како принтан материјал, интернет нормално, за да се наполнат со содржини, да прочитаат нешто повеќе, да се запознаат со темата околу тоа, како некој го употребува интернетот за да постигне некакви политички цели, да прати некаква порака, како општеството тоа го перцепира, како општеството го третира тоа. И мислиме дека е многу корисно за сите дебатери да размислуваат во оваа насока, затоа што сепак од една страна можеби тоа се гледа како криминал во моментот, меѓутоа сите тие луѓе можеме ги гледаме како активисти кои што имаат своја порака и баш затоа им даваме ваква теза на дебатерите да размислат и да аргументираат што е правилно кога доаѓа збор до користењето, злоупотребата на интернетот за постигнување на повисоки цели. Настаните поддржани од Фондацијата Отворено општество Македонија и УСАИД завршуваат утре, кога средношколците ќе го одржат финалниот дебатен турнир во 14 часот во хотел Лирак во Тетово.